се проценува дека има 100.000 тони амбалажен отпад во Македонија годишно или 45 до 50 килограми по жител се генерира годишно амбалажен отпад. Пластика, хартија, лименки, стакло и така натаму. Ако споредиме со Европската унија земјите, тој просек е поголем, значи имаме земји кои имаат 150 килограми амбалажен отпад по жител, но тоа се претежно земји каде што стаклото како потешка амбалажа е доминантна, значи скандинавските земји, Франција, Белгија, каде што и структурата на пијалоци која консумирате е поразлична, значи вино, пиво неповратна амбалажа и така натаму. Во Македонија проценката и наша до сегашна работа и министерството што ја направи на почеток во 2009 е дека има околу 100 до 110.000 тони амбалажен отпад. Во моментов за тие 110.000 тони тој амбалажен отпад некои компании го пуштаат на пазарот преку своите производи и би требало да плаќаат за тежината на таа амбалажа на некој колективен постапувач. По 3 години, 3,5 години може да констатираме дека не повеќе од 50% од тоа што се пушта на на пазарот како амбалажен отпад е финансирано од производителите да се собира. Што значи дека имаме уште голем простор за нови фирми да се вклучуваат во некои од колективните постапувачи, не мора тоа да биде пакомак, и да финансира систем за собирање на амбалажен отпад. Имаме се уште дел на општини каде што не ги знаат нивните обврски согласно законот, бидејќи општините имаат своји обврски, и не знаат во кој партнерски однос да се постава со колективен постапувач. Ние до сега соработуваме со општини кои покриваат повеќе од половина од населението од Македонија. Значи тука пред себе ја споменал одлична соработка со град Скопје, Тетово, општина Тетово, Битола, Штип, Неготино, Дојран, Кавадарци. Тие се најактуелни. Имаме одредена соработка што од почеток тука би ги споменал Струмица и Кичево. Значи тоа се општини со кои сме почнале да вложуваме во инфраструктура и со кои сме почнале да правиме заедно некои кампањи за подигање на јавната свест. Она што треба општините понатаму да го прават е во своите буџети исто да си предвидат такви ставки за купување нови контењери, како што видовте вчера и град Скопје тоа веќе го интензивно го прави, не само за комунален отпад, туку и за жолти, зелени за стакло или сини какви ќе бидат, и опрема за собирање која одделно ќе ги собира тие контењери. Не значи во истиот камион што ќе помине да го собере комуналниот отпад да се испразнат и другите кај што ние претходно сме фрлеле хартија, пластик и така натаму. Тоа е дополнителен трошок за комуналните претпријатија, ние сме свесни за тоа, но затоа се колективните постапувачи, тој дополнителен трошок со парите од индустријата да го дофинансираат или да го на некој начин и субвенционираат, за да се заврши сепак тој материјал на рециклажа, бидејќи има финансиска корист и за општините, и за комуналните, и ние како граѓани едноставно нема тоа да заврши на депонија и потоа со своето разлагање или распаѓање да заврши во подземни води и да се врати назад во ланецот на исхрана, што сега најчесто се случува и кај нас и на запад се соочуваат со тој проблем.